Поради неплатени кредити, банките продаваат речиси 100 деловни објекти во регионот. Станува збор за канцелари, дуќани, но и фабрички хали, кои собствениците ги ставиле како гаранција дека земените пари ќе ги вратат. Но кон банките сепак не успеале да се раздолжат. Вистински антирекордер е малото Свети Николе. Овде кај банките заглавиле собственици на дури 71 објект. Што толку лошо овде се случува и зошто толку многу луѓе дошле во оваа ситуација? Невработен народ, народот нема работа, нема фабрики, нема живот. Ние сме најпасивно место тука, посиромашни луѓе. Претежно земјоделие се баве луѓето со земјоделие. Ситуацијата е лоша. Немат услови за финансиски и мора под хипотека да го дава. Многу незапослени има, бегаат од странство и плати мали, да. Вие бизнесмените не дават плати. По изградбата на автопатот Штип Миладиновци, Свети Николе важеше за едно од најатрактивните места за инвестиции. Но големиот број на невратени хипотекарни кредити покажаа дека бизнисот овде сепак не функционира така добро. Има ли општината начин и план како нештата да ги подобри? Моje мислење е дека голем дел од граѓаните одат на работа во Скопје и што ќе плаќаат таму кири, порукупуваат стан. Со тоа што еве сега со изградба на автопатот Свети Николе Миладиновци Скопје, бизнис климата, односно можностите за патување се многу подобри и се надевам дека сите овие граѓани што отидоа во Скопје ќе се вратат. Секако еве го донесовме генералниот урбанистички план каде даваме можност за изградба на индивидуални и колективни згради и во наредниот период, зборам ова и наредната година, верувам дека Свети Николе потполно ќе ја смени оваа слика. По Свети Николе, лидер по лошото менаџирање со парите е Кочани. Таму во моментов банките продаваат 17 деловни објекти со вкупна површина од 8300 метри квадратни. Следуваат Штип, каде на продажба се 4 деловни објекти, Виница со 3 и Делчево со 2. Освен ова, банките продаваат и парцели. Вкупно на Барабан се 11 дворови, ниви, неизградено градежно земјиште со вкупна површина од околу 10.000 метри квадратни.